Водата за пиење од локалните водоводи во две села во општина Виница има зголемена физичко-хемиска неисправност, додека пак водата во 3 села има биолошка загаденост и воопшто не треба да се користи. Вакви резултати се утврдени со последните испитувања што ги направиле стручни екипи од Центарот за јавно здравје во Кочани. Резултатите од земените примероци во вкупно 9 села во Виничко покажале дека во Крушево и Трсино има зголемена потрошувачка на калиум перманганат, поради што неопходна е преработка и дезинфекција на водата за да може да се користи за пиење. Микробиолошките тестирања на примероците од вода пак во селата Градец, Пекљани и во Јуручко Мало во Виничка Кршла потврдиле зголемено присуство на бактерии, поради што се препорачува забрана за користење на водата. Испитувањата на физичко-хемиските својства на водата во селата Крушево и Трсино покажале отстапување на параметрите од законски и стручни прописи, поради што е неопходно таложење, флокулација, коагулација и филтрирање. Кај водата од чешма во Јуручко Мало во Виничка Кршла, како и во Пекљани и во Градец, констатирано е зголемено присуство на колиформни бактерии. Поради тоа водата воопшто не треба да се користи за пиење, за лична хигиена, ниту пак за миење овошје или зеленчук. Потребно е да се стави и табла со надпис со која ќе се информираат жителите, како и посетителите, дека водата не е безбедна за употреба, се истакнува во извештајот од Центарот за јавно здравје од Кочани. Испитувањето на примероците од локалните чешми во селата Калиманци, Трстија, Лаки и Драгобраште, како и во Божанско Мало во Виничка Кршла, покажале задоволителни физичко-хемиски и бактериолошки резултати. Во писмените препораки до општина Виница од Центарот за јавно здравје се нагласува дека кај сите селски водоводи неопходна е редовна дезинфекција на водата. Советот на општина Виница ја одржа 8-та редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 98 точки, што е рекорден број досега. Тие се однесуваат главно на кварталните извештаи за работењето на локалната самоуправа, како и на годишните извештаи за работа на граѓанските здруженија во текот на минатата година, а кои добиле финансиска поддршка од општинскиот буџет. Исто така се разгледува и предлог одлуките за нови членови на управниот и надзорниот одбор на Музеот Теракота и јавното претпријатие Солидарност. Се разгледуваше и извештајот за работа на Центарот за развој на Источниот плански регион, како и барањето на лиценцираните такси превозници за покачување на цените на нивните услуги. На 8-та седница членовите на Советот на општина Виница го разгледаа извештајот за исправноста на водата во населените места, информацијата за преиспитување на дадената концесија за искористување на геотермалната вода од изворот кај Истибања, како и предлог одлуката за сопствено финансиско учество во реконструкцијата на Домот на културата Тошо Арсов. Најголем дел од останатите точки во обемниот дневен ред беа согласности по барање за решавање на бесправен статус на изградени објекти, како и за финансиска помош за лекување и други потреби на жители на општина Виница. Веќе половина година не е функционална комисијата која треба да го реши статусот на над 20 наставници во основното и средното образование во Кочани, а кои се ангажирани на определено работно време. Поради тоа, трансформацијата на работниот однос на неопределено време за нив не може да се реши. Иако и тие и училиштата се во дилема зошто целата постапка е закочена. За сега ситуацијата е статус-кво, односно наставниците кои подолг период се ангажирани во образовните институции имаат трпение и не поднесуваат тужби за да побараат правна разврска. Тоа би можело да има и негативни финансиски импликации за буџетските сметки, што не значи дека ако наскоро не се најде решение, не би се случило. На последната седница на Советот на општина Кочани, прашањето беше повторно актуализирано, иако и на една седница пред тоа беше поставено слично советничко прашање. Тогаш од службите во локалната самоуправа беше дадено образложение дека Комисијата за трансформација на работниот однос на наставниците не била функционална затоа што не достигал член во нејзиниот состав. Докаде е постапката со Комисијата за трансформација на наставен кадар од општина Кочани, дали имаме назначено лице од Државниот просветен инспекторат и доколку имаме, дали е закажена наредна седница на оваа комисија и доколку не е закажена, кога би била закажена?
Од локалната самоуправа информираа дека комисијата се уште не е кадровски комплетирана и се чека на формализирање на постапката. Предлогот од Државниот просветен инспекторат дојде, имат номинирано лице како предлог за член во комисијата. Во меѓувреме, во текот на вчерашниот ден и по пат на мејл ми е доставено предлог од СОНК, што значи останува уште градоначалникот од општинската администрација едно лице да определе и тоа останува како обврска, да со решение од градоначалникот да биде формирана и конечно да се пристапи кон решавањето на барањата. Веќе има неколку доставени за трансформирање на работен однос. Во одговорот од локалната самоуправа не беше прецизирано дали има рок до кој комисијата треба да биде комплетирана и да одржи работен состанок за да ги разгледа барањата за трансформација на работниот однос на наставниците. Бавното решавање на ова прашање во јавноста наметнува дилеми дали навистина проблемот е само во персонално екипирање на комисијата или има и други калкулации за тоа кои и колку барања ќе бидат прифатени. Останува отворено и прашањето дали предолгото чекање не е ризик општинскиот буџет да биде изложен на непотребни судски трошоци. Основните училишта од општина Кочани добија 65 таблет компјутери, за кои претходно доставија барање до Министерството за образование и наука. На примопредавањето на опремата, што се одржа во локалната самоуправа, присуствуваат директорите и вработени од училиштата, како и градоначалникот Папазов. На средбата се разговараше за начинот на реализација на наставната програма со користење на современата информатичка технологија, меѓу кои се и смарт таблите. Исто така беше споменато и за интересот на учениците за примена на знаењата за полесно совладување на содржините што се учат. Распоредот за тоа колкав број таблети ќе добие секое училиште е изготвен од страна на Министерството за образование и наука, а за што образовните институции претходно доставија писмени барања. Таблетите ќе се користат за реализација на наставната програма во согласност со новата концепција за основно образование. Тие ќе бидат наменети за учениците од ранливите категории во 4 и 5 оделение, кои ги изучуваат дигиталните содржини. По повод христијанскиот празник Великден, градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов до верниците од православната вероисповед упати писмена честитка. Во пресвет на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, празникот над празниците, дозволете ми да ви го честитам вам на сите православни верници со желби за добро здравје, мир, разбирање и благодет. Христовото воскресение е темелот на православната вера, празник на надежта и смислата на нашето постоење. Да се радуваме заедно со радоста великденска и сплотено да го прославиме со најблиските и семејството. Нека ви е честит и вековит Великден, стои во писмената честитка од градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов. Во деновите од празничниот викенд ќе се одиграат надпреварите од редовното 24-то коло во првенството на втората македонска фудбалска лига. За спортската јавност во регионот најинтересен ќе биде дуелот меѓу Осогово и Слога 1934. Средбата ќе се игра на стадионот Никола Мантов во Кочани, а од таборите на двете екипи најавуваат добра игра и машка борба за освојување на бодовите. Фаворитската улога ја имаат гостите од Виница, кои се лидери на табелата, така што освојувањето на 3 бода за нив само ќе значи одржување во трката за освојување на првото место до крајот на првенството. Фудбалерите на Осогово пак веќе 3 кола немаат забележано победа, а на 2 надпревара на домашен терен примија 6 гола и загубија исто толку бодови. Поради тоа се наоѓаат во ситуација да играат на се или ништо во обид да направат изненадување и да извлечат позитивен резултат. По минатонеделниот пораз, жолто-сините во моментот имаат 27 бода и се на 7-та позиција зад тимот на Пехчево, кој има ист број бодови, но подобра гол разлика. Слога пак, по победата од 8-0 на домашен терен против последно пласираната Локомотива, се наоѓа на врвот со 51 бод, пред Беласица и Победа, кои имаат бод помалку.
До крајот на првенството во втората македонска фудбалска лига Исток остануваат уште 4 кола. Средбата во Кочани в сабота ќе се игра со почеток од 16 часот.